Маријан Роноу Башир и нејзините соученици одат на часови по наука, технологија, инженерство и математика во специјално средно училиште за глуви и наглуви ученици во округот Ваџир во Кенија. Илјадници девојки со посебни потреби во Кенија учествуваа во оваа програма. Нуди адаптивни ресурси за да ги научи девојчињата со оштетен слух, вид и други видови оштетувања. Со оваа програма ги учиме нашите деца како да кодираат. Имаме скреч програма, роботика и исто така имаме комплети за изработка. Како што можете да видите во делот што вклучува повеќе работа при задача. Тие лесно го разбираат тоа. Програмата е предводена од The Action Foundation и има за цел да го подобри учењето на девојчињата со попреченост во областите поврзани со наука, технологија, инженерство и математика. Во моментов работиме со 37 училишта во 25 различни окрузи во Кенија и подржуваме 2200 девојчиња да пристапат до обуката за наука, технологија, инженерство и математика. Во 2021 година The Action Foundation беше избрана во предизвикот за влијание на Google за жени и девојки како дел од програмата за заекнување на проширување на можностите во полињата на наука, технологија, инженерство и математика за девојчина со попреченост. Основачката на групата, Марија Омере, вели дека планираат да ја прошират програмата за да допрат до повеќе девојчиња со попреченост во Кенија и соседните држави. Се надеваме дека ќе ја прошириме програмата за да допреме до повеќе училишта кои работат со девојчиња, со или без попреченост низ целата држава. И се надеваме дека ќе ја зголемиме во други земји. Размислуваме за Танзанија, Уганда и Малави и партнери со кои можеме да ја зголемиме програмата. Владата на Кенија воведе промени во политиките и законите за подобрување на образованието за децата со попреченост. Создадовме целосна програма за стипендии, која гласи заедно со детската попреченост за подршка во транзиција и завршување, а потоа се води во грижа и за другите курсеви поврзани со попреченост, како помагала и исто така прави застапување и вклучување во главните политики како право и како институциите да осигуруваат дека овие деца нема да бидат затворени поради нивната попреченост. Фондацијата планира да ја прошири програмата до крајот на 2024 година за девојчиња со инвалидитет во Кенија. Во Африка официјалните лица велат дека девојчињата со попреченост се соочуваат со повеќе предизвици како што се предрасуди, отфрлање од нивните семејства и сексуално насилство. Но за Марија Роноу Башир и другите студенти овде, програмата за науки, технологија, инженерство и математика се движи кон долг пат за да се намали нееднаквоста и тие се надеваат дека ќе отворат економски можности во иднина.